Почитувани гледачи, им добро утро. Денеска ќе зборуваме малку повеќе за тоа што е деменција. Токму на оваа тема ќе зборувам со доктор Милчо Демерџиев, специјалист по неврологија. Докторе, добро утро. Ви благодарам што прифативте поканата да проговориме малку на оваа тема која што е доста важна, посебно за нашата целна група на публика. Значи, деменцијата во последниве години има експлозија заради тоа што светското население старее во глобала. Нашата држава исто, белата чума одавна ја зборат, дека има Македонија го има истиот проблем, популацијата во Македонија старее. И сега што е деменција? Деменција, вака грубо би пробал да ја дефинирам, намалување или нарушување на когнитивните и интелектуалните функции со сочувана свест и перцепција. Да го преведам, тоа значи пациентите се свесни за околината, ги примаат информациите од околината, меѓутоа проблемот настанува во одговор на тие информации. Во невролошката терминологија под поимот деменција најчесто се подразбира губење на меморија и интелектуални функции заради хронични дегенеративни болести на централниот нервен систем, односно на мозокот поточно, бидејќи меморијата е глобален процес, значи нема центар за меморија, него луѓето примаат информации, дали допирни, видни, слушни, треба да ги преработат, треба да повикаат некое старо искуство, за да можат соодветно да одговорат. Кај деменцијата, некој од тие карики почнува да ја губи функцијата или комплетно да се исклучи, заради тоа почињаат со несоодветно однесување или враќање на несоодветен одговор на дразба. Така. Дали постои некоја старосна граница? Сигурно постои, но да ми кажете која е таа старосна граница каде што може да се јави, дали може би е поместена за разлика од порано таа граница? Значи, старосната граница не е строго дефинирана како кај некои болести. За среќа, се уште кај младите овие состојби се многу поретки. Точна старосна граница и нема, меѓутоа повозрастните групи над 70 години се позасегнати од ова проблематика. Иако пак ќе речам, среќаваме и кај помлади. Помлади, така. Дали ова наследно? Многу луѓе се плашат, нели, откако ќе имаат некој член во семејството со деменција, диагностицирана, нели, од доктор, па си велат дали и мене тоа ме чека. Значи, наследноста не е становена како кај некои состојби, кај што знаеме дека ако не наредната, преку една генерација, болестите ќе ги има, зависи од типот на наследување. Иако новите сознанија, за среќа една од најретките деменции, фронтотемпорална се вика деменција, покажува негде околу 40% дека пациенти со тој тип на деменција во блиска фамилија имаат некое дегенеративно заболување во околу 40%. Дали е тоа Алцхаймер, дали е болест на моторен неврон, значи и други дегенеративни болести. А другата генетика сепак не е докажана, иако конкретно сите што се плашиме од Алцхаймеровата болест, кај ја делиме класификацијата, постои Алцхаймер со ран почеток, кај тие што се со ран почеток, многу е поголема шансата да некој во наредната генерација има таква состојба. Денеска се прават многу истражувања, многу проекти у тој правец, више се изолирани и 3-4 гена кои што се одговорни за таложење на тие фалични протеини, да речам, во мозокот, кои што прават да пропаѓаат невроните во мозокот и со тоа
и автоматски функцијата на мозокот се нарушува. Значи генетиката негде ја докажуваат, меѓутоа не како наследност, него причинителот се поблиску се да го доловат. Иако сме далеку, мозокот е уште голема непознаница, меѓутоа медицината напредува и у тој правец. И сега многу луѓе се прашуваат што да направат, кои се оние први симптоми кои што ако ги почувствуваат се можни нели да доведат до деменција. Сите ние, еве и јас сум нели млада, но ми се случува да заборавам нешто и така натаму на секој од нас, но што е она што најмногу треба да не загрижи, веќе да не натера да заминеме на специјалист или еве конкретно кај вас или кај некој од вашите колеги. Сега почетните знаци се разликуваат кај возрастни и кај млади. Кај возрастни, сите знаеме, тоа е најчесто. Меморија, почиња да забораваат кај оставиле предмети, постепено почињаат да ги губат секојдневните рутини, рецепти, имиња на поблиски и прво подалечните, што поретко ги среќаваат. Значи, тоа е најчест симптом и најчеста причина за да побараат ако таа заборавност е се попотенцирана, тоа зборам за возрастните. Кај помладите, почетоците се почудни, значи не забораваат, да речеме имаат проблем со видниот систем. Во смисло не да не гледаат, него перцепцијата за простор, за решавање на одреден визуелен проблем им е проблематична. Имаат проблеми со зборење. Значи, не им доаѓаат адекватни зборови. Насред реченица знаат да застанат и едноставно не можат да најдат збор да го продолжат. Не им тече мислата? Не тече мислата. Посложени проблеми, потешко им е да ги сватат и да ги процесуираат. Така. Значи тогаш треба да побараат мислење. Што се испитува и што е она што може да се направи да се превземе? Рутините, значи штом се јави промена во однесување, пожелно е да се оди на лекар, преди тоа што некои од дементните состојби се лечливи. Значи не е само дегенерацијата, меѓутоа многу други состојби кои што можат да се излечат, предизвикуваат до нарушување на тие интелектуални функции. Да не набројувам инфекции, менингити, енцефалити, ХИВ инфекции, повреди на глава со субдурални хематоми. Значи кај возрастните групи се многу почести тие. Значи да не врзуваме дека податок за траума, низок тироиден, висок тироиден хормон, нарушени функции на црниот дроб, нарушени функции на бубрезите, значи има многу токсични состојби можат да предизвикаат промени во однесување, во мисловен процес, во памтење, кои што пак ќе речам се лечливи. За ова се прават, тоа се лабораториски тестови, се прават имиджинг тестови, значи магнетни резонанции, компјутеризирани томографии. За Алцхаймер конкретно во државава, не знам дали овакво, се испитува со ПЕТ скен тој бета-амилоид кој што се таложи во мозокот, дали и фактички тоа е и диагностичка процедура да исклучите или докажете Алцхаймер со таа процедура, бидејќи ги верифицира таложењето на тие бета-амилоидни протеини кои што се сметаат за одговорни за настанок на Алцхаймеровата болест. Значи процедурите, психолошки тестови, како се снаоѓаат, значи тоа у домен на психолозите, меѓутоа и тоа се користи да добиеме некоја смерница за што конкретно се работи.